Чест ми е да ве поздравам сите вас кои ова неделно попладне сте заедно со нас на телевизија Телма. Ова е новата епизода на Fair Play, во која што ќе се обидеме да дознаеме како кај некои луѓе уште од најрана возраст се случува да се создаде зависност кон големата брзина. Да, Македонија може да се пофали со веќе доволно звучни имиња кога е во прашање автомотоспортот во регионално ниво или европско ниво. Меѓутоа денеска ќе се фокусираме на картинг патеките. Знаете дека картингот за многумина всушност представува прв чекор кон она што потоа се нарекува некаква автомобилистичка кариера, па така и дел од оние најзвучни имиња кои што ги гледаме и следиме во Формула 1 шампионатот во минатото, додека биле деца, се надпреварувале на картинг стазите. Мојот денешен гостин е меѓу најуспешните кога е во прашање картинг возењето во Македонија. Тој е рекордер во поглед на дел од најбрзо извозените кругови на картинг патеките во Македонија. Се разбира е одличен наш репрезент на регионалните картинг надпреварувања и е првиот возач на групата студенти при УКИМ кои што работат на создавање на првата македонска формула. Неговото име е Масимо Тасевски и со него ќе се обидеме да дознаеме дали можеби ова ќе биде одскочна daска за неговото име почесто во иднина да го слушаме кога е во прашање автомотоспортот. Иако брзината е во неговиот фокус, јас искрено не сакам пребрзо денес да ни помине времето, но верувам дека ќе го искористиме на најдобар можен начин за да споделиме што е можно повеќе информации поврзани со картинг возачите, со тоа што се случува на нашата сцена и дали се уште сме многу далеку од оние најпрестижни автомобилистички надпреварувања. Мој денешен гостин во студиото, како што кажав, човекот кој што држи голем дел од нашите рекорди кога е во прашање таа картинг брзина, но што прави во моментов како оваа сезона му мина, ќе дознаете му мина успешно, ќе дознаеме во продолжение. Топло добре дојде во Fair Play за Масимо Тасевски. Добар ден, добро ве најдов. Ти благодарам што си овде и тоа некако вооружен дојде и со кацига и со пехар за кој што веднаш честитам. 2024 успешна значи. Да, успешна 2024 шампион на Србија за АКЛС картинг лигата. Сега мора да објасниме, некако нас многу ни звучи тоа како шифра. Што подразбира овој тип на надпреварување? Кој се таму има право да учествува? Штом ти си македонец, верувам дека е меѓународно надпреварување, не само со српски учесници. Ова е отворен надпревар, така што може било кој да учествува, може и да си има, но не мора да си има лиценца за картинг, така што со тоа може да се имат огромен број на возачи, сокриени таленти, познати таленти, да се истакнат некои што биле до сега непознати. Овие надпревари се во принцип спринт трки, тие се определени на кругови, 10, 15, 20 круга. Кој прв ја помине целта после извозените кругови, тој победува. Дали разговараме за една цела сезона или зборуваме за една трка на која што само тогаш имаш шанса да бидеш најдобар? Се зборува за цела сезона, но за да се победи цела сезона треба да се биде одличен или бар да се биде во топ 3 континуирано низ цела сезона. Во овој случај беа 7 надпреварувања, од кои се бројат 6 трки. 6 трки, окей, се одвиваат сите на една иста патека или различни патеки? Се одвиваат на различни патеки. Оваа година возевме дури во 3 држави. Возевме во Србија, возевме во Унгарија и возевме во Босна и Херцеговина, во Република Српска. Може да се издвои каде ти беше можеби најубаво? Најубаво можам да кажам дека беше во Унгарија, во Кечкемет, затоа што беше најпредизвикувачка трка во мојата кариера. 3 дена имаше монсунски дожд, ветер. Прв пат возевме трка каде што врнеше со толку голем број на возачи на стаза кој скоро никој не ја знае, каде што требаше претходно да се извежба убаво затоа што цело време беше на возено на дожд, а при тоа сакам да напоменам дека гумите беа сликови, односно беа мазни, не беа со шарки.
Добро, тоа подразбира и поголем ризик, предпоставувам. Да. Ти влева некој пат тоа страв? Страв не, затоа што сме заштитени, имаме опрема, имаме кацига, така што стравот одамна го имам искоренето од себе си, само е поголема возбудата и тука се докажува кој има талент, а кој е само брз ради картингот. Се уште си млад, имаш колку ми рече 23 години. 23 години, значи студент, меѓутоа самиот го употребуваш изразот одамна, затоа што ако добро разбрав повеќе од 10 години возиш картинзи? Така, да. Возам, пред тоа прво почнав рекреативно, пред 15 години, потоа почнав да возам во Академијата на Арт Картинг Центар, каде што го усовршив моето знаење и скоро 10 години се надпреварувам по Балканов со надпревари. Сега некако да се обидеме хронолошки да распоредиме што сите овие години значеа кога си дете, кога си мал и физички кога си мал, тогаш возиш еден тип на картинг, а потоа нештата се менуваат. До сега како одеше твојот прогрес? Колку картинзи различни до сега возеше? По модел на картинг ќе видат преку 15 картинзи, но по јачина на мотор тоа се 3 варијанти. 200 кубици, 4 тактен, 270 кубици, исто така 4 тактен и 390 кубици 4 тактен. Овие 3 модела се користат во главном за сите надпреварувања на кои одам, а во рекреативно време возам Rotax професионален картинг. Предпоставам со професионалниот картинг е возбудливо, најубаво, најудобно. Има ли голема разлика меѓу сите овие што сега ги наброја? Да. Разликата е огромна кога ќе се спореди помеѓу Rotax професионалниот картинг, затоа што тој е двотактен и сите 4 тактни картинзи. Разликата може да се каже дека е ден и ноќ. Све што се има научено од 4 тактните картинзи нема врска со двотактниот картинг. Тоест сосема нов левел на учење, на стекнување на искуство, како да се влезе во кривина и излез од кривина и слично. А помеѓу 200, 270 и 394 тактните картинзи разликата е мала. Секако 390 кубиците картинзите се најбрзи. Така што за нив ќе треба и малце повеќе кочење него со 200-ките или со 270-ките кога се вози надпревар, но затоа и со 270 е малци попредизвикувачки понекогаш да се извози трка него со 390-ките, затоа што тие се поспори, треба точно да се намести каде треба да биде влезот, излезот, да не се укочи картингот и слично. Разбирам, техниката е сепак сосема различна, дали некој пат ти представува проблем кога треба да менуваш од едно во друго, затоа што комплетното твое сетирање како ќе го правуваш картингот треба да биде поинакво. Така што менувањето прави ли проблем или не? За мене не прави проблем менувањето, затоа што веќе долги години ги возам сите 3 модели на картинзи. Само работата е што помеѓу сите стази на кои идеме, затоа што ги возиме тамошните картинзи, немаме свој картинзи, треба да се стекне искуство како се однесуваат тие картинзи, затоа што има различни марки и од иста марка кога се различни модели, сите стази користат различни гуми, преносот им е различен, така што пред самата трка треба да се искористи слободното време во тренинзи, за да се научат каков тип на гуми имаат, колку брзо може да се влезе во кривина, затоа што и да се вози ист модел на картинг на 2 различни стази, ќе се однесува различно картингот и тука иде усовршувањето пред самата трка. Го помниш ли оној момент кога, затоа што знаеш, можеби јас себе не сум се обидала, меѓутоа многумина кога ќе седнат прв пат во картинг, тоа ќе им изгледа возбудливо, ќе им биде интересно и во најчеста мера, најголема мера впечатокот е позитивен. Ретко кој ќе излезе од картинг и ќе рече катастрофа, не ми се допадна ова. Меѓутоа, кој беше моментот кога ти забележа, кога сфати дека навистина многу го сакаш тоа, а дополнително и дека имаш талент да бидеш добар во тоа? Каде се случи тој пресек? Тој пресек се случи во Арт Картинг Центарот. Тогаш беше единствена стаза во Македонија и најмногу тамо возев. Во соседните држави не идев толку многу, освен ако не беше нешто рекреативно, па за рекреација да се извози. Некој те однесе како прв пат седна во картинг? Прв пат седна во картинг преку заедничко одење кај другар на роден ден. Тој го славеше роден денот на самата стаза во Арт Картинг Центарот и тука се виде дека ми се допаѓа тоа, дека сакам и понатака да возам, дека не е само еднаш сега да се отиде и оттамо продолжив со се повеќе и повеќе одени и возење. На
во прв момент, од кого доби најмногу поддршка кога кажа сакам да одам често, сакам тоа да го правам редовно? Секако од родителите. Да, Тие ми до дадоа ден денес немаат проблем со ова што го правиш? Немаат Со оглед проблем. на ризикот. Освен ризикот, секогаш викаат да внимавам, да бидам внимателен, дека сепак е опасен спорт, но нив добивам најголема поддршка. Сега за сега твој картинг немаш, така? Така. Знаеме дека ова е една скапа работа, скапа играчка или спорт. Со оглед на тоа, како функционираш? Како и каде тренираш и каде пронаоѓаш постојано картинзи да имаш за да ги правиш тренинзите? Моите тренинзи се одвиваат во Скајкарт, стазата во Волково, како сега единствена стаза во Скопје. Но освен што возам тамо, затоа што тамо може да се добие до одреден степен на знаење. Но кога ќе се отиде на надпревар на другите стази, сепак треба да се научи и тамошната стаза, тамошните картинзи, така што од 50% од времето се тренира на нашата домашна стаза, 50% се тренира на самата стаза на која ќе се одвива надпреварот. И дали е сега целиот тој процес тежок, затоа што еве претпоставуваме одиш во Србија. Таму треба да изнајмиш тамошен картинг, така, освен ако не го носиш од некое друго место, како и да е. И сега како оди целото тоа прилагодување? Има ли нешто што треба да се подесат стрикно за тебе? За твоето тело, за твојата позиција на седење, како се прави тоа, колку време е потребно да се направи тоа или нема такво нешто? Седнуваш возиш. Подесувањето за мене е доста едноставно затоа што сите картинзи се сите учесници исти, само седиштето иде напред-назад и понекогаш на одредени модели педалите идат напред-назад. Така што подесувањето е доста едноставно, а другиот вид подесување нема. Како ќе ги спремат механичарите на тамошните стази картинзите, такви ќе бидат за сите учесници. Ова е многу важно прашање. Дали тоа значи дека во голема мера сте изедначени во поглед на перформансот на вашите картинзи, што би значило дека повеќе во израз треба да дојде перформансот на поединечно секој возач, неговите рефлекси, подготвеност, или сепак има некоја разлика може да се направи разлика во подесувањето во сетапот на картингот? Подесувањето и сетапот може да се разликуваат во картингот, но тоа не е ради намерно да се добие предност во спорт, например, со конкуренција. брзина или нешто слично? Добро. Тоа е све зависи од самите механичари на стазата и нивното знаење, колку ќе ги усовршат картинзите да бидат 1:1. Сепак ова се рентални картинзи, што освен ние во трките ги користат и сите рекреативни возачи пред надпреварот, после надпреварот, така што тие си имаат малце повеќе километри извозени него самите професионални картинзи од професионалните спортови, но се обидуваме ние да идеме на стази да се надпреваруваме каде што картинзите ќе бидат најмногу изедначени, но секако на толкав број извозени трки се случило да биде трката изгубена поради лош перформанс на самиот картинг, но исто така и да се има доста доволна предност во споредба со конкуренцијата исто само ради картингот. Мене ми звучи барем дека е вака доволно интересно, дека човек би имал мотивација да се надпреварува кога веќе тука никаде се оние почетни перформанси што ги имаат картинзите. Што се однесува до тој шампионат во Србија, од каде имаше најголема конкуренција? Ти беше единствен македонец на ова надпреварување? Одредени сезони бев единствен македонец, но потоа се придружи уште еден возач од Македонија, така што ние бевме двајца индивидуални возачи, иако бевме од иста држава, против сите други што беа од Србија. Останатите најголем дел се од Србија? Да, најголемиот дел од конкуренцијата беше од Србија. Ти се надпреваруваше минатите години и во Бугарија, каде сум слушнала досега и за други македонци кои одат таму, претпоставам развиена е целава приказна, исто така Грција, кои се разликите? Дали таму си дошол во судир можеби со возачи од други земји што не се само од соседството? За надпреварите во Бугарија досега се најелитни надпревари на кои сум присуствувал, затоа што има преку 50 тима, преку 50 возачи истовремено на стаза. Тоа значи преку 50 картинзи кои возат истовремено. Стазите се феноменални, огромни се, значи преку 1 километар, 1,5 километар. Организацијата е на друго ниво во споредба со останатите земји од Балканот. Вкупно тамо може да има преку 200 возачи истовремено во Бугарија, затоа што самите трки се ендуранс, односно тие се надпревари во саатница. Најкратките се 1 час, најдолгите се 24 часа кои се одвиваат во Бугарија и за тоа треба да се има тим. Индивидуален возач не може да го вози тоа. Ке се навратам сега на оно што се рекорди. Имаш рекорди на македонските патеки.
какви се, такви се, тие се наши. Ти си оној кој што успеал да биде најбрз. Сега да објасниме кога ќе кажеме најбрз, дали тоа значи во конкуренција на секој еден кој седнал во картинг и возел на таа патека, или зборуваме во конкуренција на одредена возраст и одреден тип на картинг. Значи објасни ни сега во кој поглед ти ги држиш рекордите за најбрзи кругови. Рекордите на македонските стази ги држам со тоа што сите што имаме седнато во истиот модел на картинг, 200 кубици или 270 кубици и со истиот модел на картинг имам извозено. Тука секако има 15 исти 270 кубици картинзи, тие се еден спрема еден исти, така што со тој модел кој извози најдобро време, тој испаѓа дека го држи рекордот на стазата. И колку беа бројките? Рековме можеби не е најпрецизно, но со 270 кубици картингот во SkyKart рекордот ми е 40 секунди 290 стотинки, ако не се лажам. Добро. Сега имаш некои самиот амбиции сето тоа да се подобрува, се обидуваш редовно или не си фокусиран дали може нели уште нешто подобро од тоа да поставиш како рекорд? Се обидувам, знам дека може да се постави, све е до личното знаење и до усовршувањето. Се надевам дека за наредната сезона ќе успеам во 39 секунди да влезам на домашната стаза. Тоа е значи сега за сега како првична цел. Некаде прочитав твоја изјава дека можеби не ти е највозбудливиот дел или не се фокусираш најмногу на оној момент каде што имаш прилика на патека да развиеш најголема брзина, туку можеби повеќе свиоците или некои други моменти од тркањето. Мене ми е омилено да техничките стази, тие што се со јаки кривини, свиоци, шикани, затоа што тука се гледа кој најмногу знае да вози, кој знае најбрзо да влезе и да излезе од самите кривини, додека на правец со овие картинзи брзината која се развива е помеѓу 80 и 90 километри на час, со најбрзиот тип 390 кубици картинзите, но на правец е некако е според мене ќе личи дека е наивно затоа што се иде право цело време и се држи газ, нема менјање на брзини, нема ништо такво, но кога ќе дое првата кривина, тука е знаењето дали со 80 ќе може да се фати првата кривина, дали треба да се закочи, дали само газ да се пушти, и затоа според мене кривините секогаш поинтересни него само на правец да се оди брзо. Попредизвикувачки ти се. Така. Ајде што малку само обиди со тоа да ни го објасниш, што всушност сметаш дека е тука клучно, значи кочењето или тајмингот ли кој што возачот треба да го почувствува кога, значи што се случува во твојата глава во тие моменти на кривина? Возачот треба да биде едно со картингот. Значи не треба да се бори против таа машина, туку треба да биде едно. Кога картингот ќе почне да попушта во самата кривина од вртење, не треба да почнеме да се бориме со него треба да го послушаме дека тој сепак ни кажува нешто, колку му се неговите лимити со тие гуми, со тој сетап на картингот, колку брзо може да се вози. Исто така треба многу добро да се знае на самата кривина каде треба да почне да се врти, затоа што овие картинзи не се толку прецизни како Формула 1 возилата во истата милисекунда кога ќе се сврти со воланот, самиот картинг да почне да врти, и исто така се многу поспори при самото убрзување на излезот од кривини. Тука се добиваат или се губат клучните стотинки за да се Откако ќе треба да се излезе, да речеме, од свиокот. За да се излезе треба да се влезе, така што ако се утне влезот на кривината, автоматски е утнат излезот. А ако има континуирани споени неколку кривини, ако се утне првата, автоматски пола круг може да е натаму се оди полош. Да, нема назад. Што се однесува до тие Формула 1 болиди, јас првиот пат всушност кога видов како седат возачите, ми делуваше неверојатно тоа, затоа што си мислиме дека е како во обичен автомобил, можеби на прва. Друга работа, оној отпор кој што го имаат кочниците и така натаму, знаеме дека возачите по неколку килограми губат на трка и воопшто тоа не е наивно. Дали кај картингот има некои такви моменти на голем отпор и нешто што е тешко во самите маневри, или тука е по-лесно било што да правиш, да дадеш газ, закочиш? Отпорот и тежината на самото возење зависи од тоа каков картинг се управува и на кои стази се учествува. Например, ако се учествува со картинг од 200 или од 270 кубици, тие се малце поспори и полесни за возење, но ако се учествува со 390 кубици картинг, тука секако има и подкатегории, подмодели какви се производителите ќе направат за надпревари, тука според мене се најтешките картинзи за возење, воедно и тие се наоѓаат моментално во Бугарија. На бугарските надпревари најмногу се исцрпуваат сите возачи, тие се најпредизвикувачки картинзи за возење. И тука возачите може да не губат 3 килограми како во формула, но се осеќа губење на одреден број. Поише од 1 килограм не верувам дека ќе се изгуби, но
се знае да се сепак случи ти тоа. Се исцрпува, да. самото возење. Знаеме дека приказната е тука многу поширока, дека еден човек треба да биде и физички, но и психички подготвен за да може да го издржи сето тоа брзо возење и надпреварување. Како работиш на тој дел од твојата подготвеност тогаш кога не возиш? Имаш ли други типови на тренинзи за да бидеш во добра општа состојба, подготвен за возење? За да се може да се направат вакви добри резултати во картингот е многу битно освен физичката подготвеност во самиот картинг да се има и физичка подготвеност вон картингот. Вообичаено кога не се вози картинг имам кондициони тренинзи. Нешто се слични како типот на вежби како што ги прават Формула 1 возачите, затоа што сите типови на автомотоспорт користат ист тип на вежби, така што тие не се разликуваат премногу. Тука вклучувајќи вежби за рефлекс, меѓу другото, например, они имаат и вежби интересни за рефлекси. Некој пат тие видео инсерти се баш забавни човек да ги гледа, интересни. Добро, значи и такви нешта применуваш. Океј. А што се однесува до она, велиш немам страв, некои од тие работи се надминати, имаш ли некогаш потреба од некаков, не знам, консултација, разговор, некој тип на подготовка во поглед на самодовербата, како оди со тој дел, или тука мораш се да направиш сам? До сега не сум имал потреба за такво нешто, но сепак тука се моите најголеми поддржувачи, така што ако имам некоја дилема, секогаш можам да се консултирам со нив и да ми објаснат дали јас грешам, дали избрзувам во некоја моја одлука или е све во ред. Затоа што едно е кога се седи во картингот на самата трка, ситуацијата може да изгледа од моја перспектива едно, но од страна може да испадна сосема поинакво и кога може некогаш да бидам јас виновен, а во мојата ситуација дори сум возел да испадне и јас да мислам дека сосема не сум виновен. И затоа тука може да дојдеме до тие консултации и да побара мислење. Ќе признаеш, мора да признаеш дека автомотоспортовите важат за, сега морам, Валкан тип на надпреварување, дека знаат често пати да има неправда, дека знаат понекогаш возачите да донесат одлука без при тоа да им е гајле дали ризикуваат свој живот, свој повреди или на оние останатите. Си имав ли некои неубави или ризични искуства на патека? Да, пред се морам да се согласам со вашето мислење дека ова е малку Валкан автомотоспорт во сите можни категории. За себе да сум имал неколку такви спорни ситуации, но тоа е све дел од овој тип на надпреварување. Колку побрзо се соочиме со тоа дека такви се надпреварувањата и дека понекогаш ќе бидеме избуткани од стаза, ќе бидеме пресечени, нема да ни биде на нас досудено ферски и да биде препознаена грешката од другиот возач, треба побрзо да се прилагодиме на тоа и ако се вози само чисто и толку повеќе ќе бидеме газени и толку повеќе ќе бидеме избуткувани од стазите и слично. Така што ја не го оправдувам тоа и не би сакал. Да, го така? прифаќам, да. И не сакам да се стремам кон тоа да бидам Валкан возач, но понекогаш ако се другите Валкани кон мене, едноставно мора да се возврати со истиот тип на возење, затоа што инаку послабиот секогаш ќе изгуби. Аха, значи практично да не дозволиш само тие да одат на некоја нивна игра или стратегија. Која е најголемата брзина што си ја развил на картинг патека? Најголемата брзина што сум ја развил е на рекреативно возење било со двотакниот професионален ротакс картинг, помеѓу 100 и 110 км на час. Тие се 125 кубици, иначе двотакни картинзи, а со ренталниве, така ги нарекуваат рентални картинзи, од 390 кубици најголема брзина ми било помеѓу 80 и 90 км на час. Рековме немаш свој картинг, секогаш причините први и основни се финансиите. Да речеме колку би чинел еден картинг или една картинг сезона во овие услови во кои што ти сега се надпреваруваш, затоа што нели може да биде и погусто темпото кога би имале можност. Од прво мора да се почне каде надпреварувачот, возачот ќе се надпреварува. Пред се со тоа се определува колку надпревари ќе има, во кои државни првенства ќе вози, дали едно, дали повеќе држави. Потоа се гледа во која категорија ќе се надпреварува, затоа што тука има повеќе видови на картинзи, некои се без брзини, некои се со брзини, кубикажата им се разликува. Сена се почетната инвестиција за сам картинг, професионален ротакс, двотактен картинг од 125 кубици е минимум 6000 евра.
Над тоа треба да се вработи механичар за тој картинг, треба гуми, треба приколка, транспорт до самите стази. Но се повеќе и повеќе гледам дека во тој тип на надпреварување е дел од минатото. Од сега све повеќе и повеќе во Европа се применува принципот на така наречено да се плати седиште во картинг, односно да се нема свој картинг за транспорт секој пат по патиштата за секој викенд, туку спремен тим со стратегии, со механичар, со шатор цел да ве чека на стаза, вие само да дојдете по дело, да извозите надпреварот и потоа да си одите. Да немате обврска кон картингот и слично. А за во слободно време секако може да си имате свој картинг, затоа што тој картинг ви служи само за тамошните надпреварувања во тамошните државни првенства. И оваа ситуација сега која што напомена, еве кога би оделе на некое попрофесионално ниво, ако зборуваш од лично искуство, што би ти било потребно за да можеш, еве да речеме, такво нешто да исполниш? Има ли некој начин ние овде да се аплицира за помош од државата или тоа мора да биде некаков некоја приватна инвестиција, па макар и со поддржувач? Кој би бил начинот кога си од Македонија? За професионалните првенства за државни надвор од Македонија да се возат првенства, зашто во самата држава немаме државни првенства. Може да се аплицира за помош од државата. Исто така може да се побараат помош од приватни компании и спонзори и за целовкупната сума од прилика која би коштала за таквите со двотактен картинг професионални надпреварувања кошта помеѓу минимум 30.000 евра па нагоре. Искрено, јас и овде во Телма, кога најавив дека ти ќе бидеш гостин, првата реакција од колегите беше каде во Македонија да гледаме картинг, имаме ли ние воопшто овде надпреварувања, па додиме во живо да гледаме како се тркаат картинг возачите. Во нашата држава нема моментално професионални држави првенства од картинг. Причина е немање услови или едноставно само не се организирало до сега? Не се организирало поради тоа што ние немаме толку многу возачи, нашиот автоспорт како картинг категорија не е многу развиен помеѓу младите, така што немаме ние многу професионални возачи кои би можеле да седнат во тие тркачки професионални картинзи и безбедно да извозат таа трка или тој цел шампионат, како што има во соседните држави на Балканот. Тогаш веројатно можеме да бидеме домаќини на нешто пошироко, како што во нашето соседство има, или се уште не може да организираме такви нешта. Сме имале ли надпревари со странски учесници? Да, сме имале надпревари. Лани имаше отворен приватен надпревар од рекреативен карактер, значи не беше рекреативно, да. Не е официјален шампионат. Неофицијален, да. На стазата во Скајкарт беше организиран. Да, таа е сега во Волково не е таа стаза. Само таа стаза. Мислам во Македонија има повеќе стази, но тие не се доволно добри за да се надпреваруваме на нив. Тие се повеќе само од рекреативен карактер, додека на оваа стаза е малце поголема од другите и може да собере над 10 картинга истовремено и имаше лани надпревар со 33 учесници на него. Имавме учесници од Македонија, од Србија, дури од Црна Гора. Една многу интересна работа за тебе, мислам дека тоа ти е важна титула, е што си дел од тимот на УКИМ, кој развива во Македонија, има за цел да развие прва формула. Зборуваме за проект кој што започна од нула. Дечките беа овде кај нас минатата сезона. И ти си првиот нивен возач. Што значи прв возач? Прв по статус прв или прв кој што воопшто го одбрале да го тестира возилото? Прв мене ме одбра да го тестирам и прв си имав пријавено на повикот, така што теоретски бев првиот што влезе во тимот како титула возач. Но не би сакале ние во тимот да се поделиме кој бил прв, кој е втор возач, тука сите возачи сме исти. Затоа што тука ние знаењето и иста функција имаме во тимот. Потсетиме како беше изборот кога беа студентите, дечките од тимот ми кажаа дека регуларно ќе направат надпревар и оние кои што ќе бидат најдобри, тие ќе ги одберат за возачи, значи нема ништо без заслуга добиено. Така што сега потсетиме ти, како стана прв возач на Формула студент? Кога дознав ја за тој проект дека ќе се одвива во Македонија на самиот универзитет на кој студирам, се решив мејл да им пишам со кој сум, што сум, колку успеси имам зад себе. Тие ми вратија на мејлот да направиме средба, консултативен разговор и многу лесно и брзо прифатија, се согласивме за заедничките теми и прифатија да бидам дел од тимот.
Многу сум благодарен со тоа што има доверба во мене за да го правувам тоа возило, да ме консултираат со одредени ствари што се поврзани за тоа возило. Што е тоа што всушност ти можеше нив да им помогнеш и кои беа тие прашања што први ги доби, затоа што нели таму треба на возачот да му биде удобно, треба да биде едноставно таа атмосфера соодветна за возачот да може лесно и добро да управува со возилото. Така што имаше ли некои твои сугестии кои тие ги прифатија и ги применија? Една од тие беше начинот на седење во возилото, колку голем да биде воланот на самото возило, за да му е нели комфортно на самиот возач да управува со него и како да бидат поставени педалите. Да, значи за овие работи имаше, се слушаше твојот глас. Но не само мојот глас, туку исто така Заеднички, на другите, да, затоа што тројца возачи што сме различни по години, различни по висина, требаше да бидеме согласени во истото возило, така што се направија максималните напори да ни биде удобно на сите тројца. Може ли сега да ми објасниш што е всушност разликата меѓу картинзите кои ги возиш и ова возило што има за цел да биде формула возило? Значи, знаеме уште во старт дека мора да има разлики. Кои се тие главни разлики? Пред се јачината на моторот е главна разлика, затоа што картинзите има многу послаби мотори. Дури најбрзите картинзи не се споредуваат со јачината на ваквиот тип на формули. И второ најбитно е самата аеродинамика. Ниеден картинг нема аеродинамика, додека овој тип на формули има голема аеродинамика, што помага при влагање во свиоците. И какво ти е чувството во таа прва македонска формула? Мислам, дали е тоа нешто кое што е едноставно возбудливо, добро чувство човек да го управува и да го вози? Кога еве прв пат седна во возилото? Што се случуваше, како тоа изгледаше? Возилото беше готово со изработка при крај на пролетта, почетокот на летото и тука имавме можност да седнеме да пробаме финален продукт, како седиме, дали све си е во ред. Потоа, кога отидовме да го тестираме тоа возило, тоа е феноменално. Значи, јас сум восхитен и многу горд за моите колеги студенти што успеваа да направат за помалку од година дена. Како изгледаше тестирањето? Се обидувавте да одите до некоја конкретна брзина, да речеме? Пред се тестирањето сакавме за почеток да видиме колку ќе издржи тоа возило. Не сакавме да ги тестираме толку лимитите, затоа што сакавме во Хрватска на надпреварот да отидеме што поспремни, но да не мора сега за помалку од 2 недели повторно да се склопува, да се расклопува све можно, ако се расипе, скрши и слично. Дали движењето беше побрзо отколку со картинг и дури на тоа надпреварување во Хрватска, да? Како изгледаше сето тоа таму? Да биде јасно за гледачите, дали формулите на надпреварот, сите се тие студентски формули, беа оценувани една по една засебно како се однесуваат на патека или има неколку формули истовремено на патеката со реално тркање? Тамошниот надпревар во Хрватска се одвиваше од две етапи. Едната е статичкото оценување на самите формули, тука ги оценуваат колегите како изработиле формулата, дали е све безбедно, дали ги исполнува критериумите според правилникот што требаше да се следи, а потоа динамичкиот тип на надпреварот е каде што имаме неколку категории. Имаме осмица се вози, тука е секоја формула посебно, за брзување, како драг трка, на 100 на 200 метри. Воедно и кочење, дали во ред кочи возилото, тука се исто една по една формулите. Исто така имавме слалом стаза, тука исто идат возилата едно по едно и на крај ендуранс надпреварот, кој се одвиваше саат, 2-3, каде што тука мораше да се промени возач. И максимум беа тука дозволени 3 до 4 возила на самата стаза, но не беше дозволено класичен тип на надпреварување, односно да бидат една до други формулите да се претицаат преблизу, зашто сепак не се сите управувани од професионални возачи, некои од колегите на другите универзитети кои зборевме како бирале возачи, тие што најмногу ја знае формулата, најмногу изградил, тој ја управува. Нема позади него надпреварувачки бекграунд, разбирам. И значи заради безбедност било на овој начин изведено. Каква оценка добивме
Како поминавме на тоа надпреварување, мене дечките ми објаснија дека е целта да се добие мислењето од подобрите, да се земе искуство и потоа нови работи да се имплементираат за да се подобри формулата. Значи, затоа прашувам каков беше генералниот впечаток, зашто сега ти можеш тоа да ни го пренесеш? Колегите многу не пофалија, колегите мислам на останатите студенти од другите универзитети кои се многу поразвиени, имаат дел од нив се преку 10 години во формула студент категоријата, така што се големи тимови позади нив, големо искуство, но освен од тамошните колеги студенти, исто така и од судиите не пофалија многу за колку има стигнато овој тим да направи за помоцот година дена и ни имаат укажано на самите грешки за наредната сезона да можеме да ги поправиме и да се покажеме во што подобро светло. Добро, нема сега да барам ти во име на оние што се инженери да зборуваш. Ќе ги прашаме нив каде може би ги направиле најголемите грешки, но се надевам ќе продолжи целата таа приказна уште поуспешно. Знам дека оние кои се надпреваруваат во картинг или други класи типови на автомобилизам, секогаш Формула 1 некако ја имаат како врвот на овој спорт. Македонија немала таму свој представник и се уште сме далеку од сето тоа, предпоставувам. Кој всушност во нашиот регион може би бил или е најблизу до Формула 1 во моментов? Од нашите соседи најблизу во Формула 2 има стигнато колега од Албанија, што е по потекло од Македонија, и исто така во Србија има двајца возачи што се моментално во Формула 4 и во Бугарија има во Формула 3 или во Формула 4 исто така возач што се надпреварува. За Македонија се надеваме дека во иднина некој од едните млади таленти, може да се уште не откриен тој талент, ќе влезе во тие води на професионални картинг надпреварување низ Европа и потоа да биде одберен и да ги има пред се финансиите за да може да продолжи во Формула 4, Формула 3, Формула 2 и да се надеваме дека ќе влезе и во Формула 1. Себе си не се ставаш во категорија која што се уште би имала шанси од некаква конкретна причина или затоа што велиш помладите, да сега знаеме дека границата во сите спортови е некако спуштена и многу млади луѓе има во елитните надпреварувања, веќе уште на 17, 18, 19 години. Така е. За мене младите години каде што требаше се надпреварувам по Европа за да можам да влезам во тие категории, да може да ме одберат и да го проценат мојот талент, ја се надпреварував пред се почнав во Македонија со рентален картинг првенството. Тоа беше во 2018 каде што го освоив. Потоа во 2019 се префрлив во да го возам ендуранс шампионатот за Грција, каде што исто така го освоивме со колегата. Потоа фати короната, не можевме и да сакав, не можев да се префрлам во никаква друга категорија. Кога се отворија границите, продолжив да се надпреварувам со ренталните картинзи, каде што во 2022 влегов во српскиот АКЛС шампионат. Тамо во првата сезона освоив трето место, па во 2023 го освоив вице шампионатот во истото првенство, каде и годинава 2024 го освоив шампионатот. Така што сите години каде што имав прилика да можда да почнам да се надпреварувам професионално низ Европа со другиот тип на картинзи за да можам да влезам во Формула 4, ја ги пропуштив. Односно, не ги пропуштив, него се одлучив да се надпреварувам тука низ Балканот. Така што сум малку возрастен на 23 години да можам тек сега да влезам во Формула 4, 3 па 2, затоа што знаејќи дека 18 или 19 години имаат најновите возачи во Формула 1. Рековме. Ако не тоа, тогаш има ли некаква сепак цел и желба во твојата глава? Оваа година или оваа сезона ти била успешна по овој шампионат, меѓутоа што би бил следен предизвик? Следен предизвик, ако им збориме од страна на картинг надпреварувањето повторно, би сакал за 2025-та да имаме некои прелиминарни договори сега со колегата друг од Македонија што го возеше српскиот шампионат и со уште двајца колеги во Србија. Тоа е на тимска основа во 2025-та да се надпреваруваме. Ќе видиме само на кои надпревари, уште ги чекаме на Балканот да излезат официјалните календари дали во Бугарија. Тимски додиме да се надпреваруваме во ендуранс категориите што траат по неколку часови, 4, 8, 12, 24 сата. Од индивидуален карактер, ако се имаат финансиите да се надпреварувам исто така да продолжам по Балканот во спринт категориите, дали во Грција, дали подалеку во Хрватска и Словенија, а од професионален аспект гледано, ако имам шанса би сакал да седнам во професионален тркачки автомобил.
професионален тркачки, да, Така. тоа станува сепак како логична цел, да речем, и логична желба. Добро, ние остануваме овде да следиме она што се случува на нашата спортска сцена. Драго ми е што дојде да ни раскажеш барем дел од твојата приказна и се надевам дека беше доволно јасно за оние кои не следат, малку поедноставно да им го објасниме и да ближиме овој свет. Ти посакувам многу успеси и верувам дека повторно ќе се видиме, ако се шири тимот, односно ако се оформи, ќе дојдете повеќе ми на неколку возачи следниот пат. Ви благодариме многу. Да, ти благодарам уште еднаш многу. Ете, реков, не сакам да помине брзо времето, но вообичаено кога имам супер гости, успешни луѓе со интересни приказни, да, времето лета брзо, но добра вест е тоа дека ние имаме нов термин, знаете добро, за 7 дена, така што ние ви подготвуваме нова тема, а до тогаш ви посакувам да бидете добри, живи, здрави, насмеани и да гледате Fair Play на Телма. Довидување до следната недела.